Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добар ви ден, убави луѓе. Вие го гледате 12-тото поред издание на Redcast. Јас сум вашиот домакин Кирил Трајковски Максим, кој топло ви препорачува ова издание на Redcast да го погледнете тука, затоа што се наоѓаме на една навистина ексклузивна територија. Ќе кажам подосна малку повеќе за тоа. Пред да си го најава мојот гостин, секогаш ги поздравуваме сите оние кои што донирате за нашиот подкаст. Фала ви многу, дечки, продолжете така, многу ни значи на мене и на нашата екипа која што е позади камерите и ја поздравуваме со овој петел кој што ќе го крстиме, како да го крстиме, Ристе. Ми се свиѓа тоа име. Во овој подкаст имаме специјален гостин, тој е земјоделец кој неуморно работи и се бори, фармер, кој што неуморно работи и се бори со сите можни средства да им докаже на сите во оваа наша жална државичка дека клучот лежи само и само во домашното производство, без разлика нели за каква дејност станува збор. Како што забележувате, се наоѓаме во една фарма за домашни пилиња која датира, замислете, од 1999 година, ако добро знам математика, тоа се некои 26 години, која обстојува на пазарот во Македонија и успешно ја исполнува својата мисија. Но кој сум јас да зборувам за тоа, кога до мене го имам кралот на македонското автентично домашно пиле, неговото височество Тони Димерски. Добре ни дојде во Redcast. Подобро најава сум немал до сега. Така. Ти благодарам стварно, Кирил. Знам дека се должува на нашето познавање од минатото. Знам дека веруваш ти во нас и во нашите производи кои што ги произведуваме. И знам дека ти е мило што си гостин на нашата фарма. Така. Се наоѓаме на најновата локација на нашата фарма. Тоа е во општина Петровец, село Огњанци. Многу убаво име има селово, нели? Огњанци, Огнено. Да, ќе те прашував што е со Огњанци, од каде името Огњанци. Уште не сум ги собрал невестите за да ги прашам, ама ќе ги соберам и ќе ги прашам. Овде има огнени невести, Тони. Огнени невести или нешто има. Како што кажа, се знаеме од пред 4 години, тогаш имавме, нели, среќа да се запознаеме на една друга емисија која што исто беше поврзана со готвењето. Сега повторно се среќаваме во Redcast специјално. Ти благодарам пред се што пријави, нели, желба и иницијатива да дојдеме да ти бидеме гости на твојата фарма за пилиња, каде што ќе позборуваме малку повеќе за тоа. Ајде за почеток би те прашал како почна приказната и зошто баш се одлучи да се занимаваш со пилиња? Зошто не се занимаваш, да речеме, со кози, со крави, со прасиња и тие работи? Или со тоа се занимаваш? Нема што нема кај мене. Инаку, јас некаде 90, ќе вратам малку уште поназад од 99-та, 94-та завршив со ослужување на војниот рок. И после тоа прво вработување ми беше во една фирма каде што бев како возач, возев едно комбо. Ристе не е умно, Ристе не е умен, ама Рисија нагледа Рисија. Еве ја вака ќе фатам од основа, ти гледам дека ги галиш на нешто. Не знаеш кај да пипнеш. Галена кокошка мирно спие, не сонува просто. Јајце носи, да. Јајце носи. Се вратиме назад на нашите почетоци. Некаде 95-та до 2000-та, до 99-та некаде јас возев едно комбе во една фирма. Ја поминува бивша Југославија, не ми убаво, нели, на сите нас не ни убаво кој ќе кажеме бивша Југославија, али тоа е тоа. Фаќа некоја носталгија. Унгарија, Грција, тука Балканот се задржав и видов таму цели полиња со птици.
Тоа бе гуски, мисирки, шатки, сето ово. Доби инспирација. И добив инспирација од тоа, сакам и јас. Значи, добро, јас полето не го направив надвор, со пилиња јас го направив полето внатре во овие убави објекти кои што се задниот крик на одледување на живина во затворен простор. И така до тука почнавме и еве, овие објекти се веќе година, две како што се направени, функционираме, работиме, задоволни потрошувачи, се е окей. Така, ајде да позборуваме за твоето детство. Значи, дали ти како дете, како тинеџер помислуваше дека некогаш во животот главната дејност ќе ти биде да се занимаваш со живинарска фарма? Кирил, многу убаво прашање. Ја иако сум роден овде во Скопје, како Од Скопје си, скопјанец тука си, така. Скопје, тука сум родел. Али нашето детство, верувам дека и твоето, помина кај баба и дедо. Да. Ти беше во Куманово во град, јас бе во село, подоле во Куманово. Ристе, мирен, Ристе, ама Па ќе ме лека, со касне, Ристе ма. по... Ама Ристе е Ристе нешто ми- агресивен. Јас го разбирам Ристе А? што кажува, вика ме стиска малку, вика Па таму кај што еве не... брат, да го пуштам. Таму кај што не Мене, треба, ако вика. го пуштам да не летне. Не бе, пушти го Славано, виж Ај, Ристе како ај, куме. Ристе. Ај Ристе умен. Ристе симни се малку доле. Така Ристе седи си сам. Сам готов. Средно. Чуч. Чуч Така. и готов. Ристе ќе биде умен цело време, ти гарантирам. Ристе, ај Ристе. Посетувајќи баба и дедо за летниот и за зимскиот распуст, имавме таму пилиња, кокошки, свињи, крави, телиња. Имаше се во дворот. Так, так. А во комшиските и овци имавме. А во комшиските дворови имаше дури и биволи. Значи, имаше се што можеш да видиш, се што има да запознеш. Искрено не да се фалам, значи од делот на работењето во земјоделието и во сточарството, сите можни мали точки ми се познати. До пред известно време одгледував и кози, така по голема бројка, околу 50. Значи го правев можеби најубавото сирење. Затоа што го правев од млеко. Не го правев од нешто што Да. што не треба. Така да сето тоа ми е познато од дете. Тоа истото го Дали направи. го наследи бизнисов од некој ти? Тоа е прашање. Не. Бизнисот јас го Значи, почнав сам само го почна. 99-та Ти си година. пионир на овој бизнис Да, во твоето семејство. 99-та година одледувале моите во минатото во Ама Куманово. колку за нивни потреби, Ама за нивни претпоставувам. потреби, види, од тоа и си живеел. Значи, баба вишокот на јајцата ги продавала во Куманово на базар. Дедо ми телето, кој што, нели, 3 крави, 3 телиња годишно ги продавал на базар. Свињите вишок чуваат, порано беше вака. Ќе чувам 2 свињи, едната ќе ја продадам, другата ми е фрај за мене. Така. Чува по 3-40 овци кои што, нели, јагнињата ги продава во овој период и сето тоа беше еден добар бенефит за тоа домакинство за да, нели, постварат приход. Од тоа живееле, немале пензии, немале плати. Так. И реши сам да се И занимаваш. решив јас 99-та година стави Ти викаш- прво несилки, кокошки за за јајца. После нив во ова работа сум некаде одледував тогаш некои мали количини, али во ова работа сум некаде од 2007 во брлерите, во одледување на овие убави Ќе те пилиња. прашував што е бројлер, ајде да објасниме за јавноста. Што значи бројлер? Тоа Бројлер е некако вид, на Бройлер некоја кокошка. Бройлер е раса на живина, Раса на живина, која што е само за производство на месо. Аха, специјално, Специјално за месо. на не е менето за таа работа. Не е за јајца. Ова е значи така конструирано, да кажам, генетски укрстени раси, значи се работи за укрстување на раси. Нема вештачки работи, значи не, укрстување на раси. И се добива ова пиле кое што има само тенденција да расне, да прави месо и да биде И да се крка. и да се крка. Така е. Тонка, ајде, уште на кратко само. Кажи ми, спомна нешто Куманово. Кажа си роден во Скопје, меѓутоа твоите корени ги влечеш од таму? Да, Си Кумановец? да. Некое Татко ми и село мајка ми Кумановско? се од село Зубовце. Зубовце, добро. Мајка ми беше првата куќа во селото, татко ми беше во центарот на село, мада селото беше 70 куќи. Добро. Не беше уште е. За мене селото постои уште, затоа што цела земја која што ја поседуваме ние и нашата фамилија, зборам по широката, не само ние, јас ја работам, ја обработувам, затоа што треба храна за овие пилиња да се нахранат. Дефинитивно, Работиме да. Ќе околу те прашувам 15 хектари. подосна за тоа. 15 хектари земја и ме радува тоа што го имаме наше, не е запоставено, не е ураснато од корови,
Така, него се обработува. Сега би те прашал едно така народно прашање. Ајде. Значи, сето ова што го гледаме сега моментално има 1, 2, 3, 4 хали или хангари, како сакаш ќе ги наречеме. Значи, како ти стигна да дојдеш до ваква импозантна бројка, после ќе потврдиме дека, како што прочитав, произведуваш 20.000 Ќе љутнеш бројките, ама да ти помогне. Многу, 20.000 Од 200 до 250.000 пилиња годишно. Годишно, што е стварно импозантна бројка. Христе Миран. Сега, како се почнува еден ваков бизнис? Да речеме, јас сакам да почнам да работам ваква фарма. Се почнува буквално онака од приказните кои кажуваат од едно коковче, Така ги множиш, јас почнав од едно. зема кредит за тоа, Вака се, или... значи, колку треба средства за да почнеш зборуваме, ваков бизнес? еве, 2007-2008 кога започнав професионално да се занимавам со ова, а претходно одгледував по 50-100 пилиња на 2-3 месеци. За себе, за Кирил и за X други. Така, во некоја домашна... Во домашна по 100-200, али тогаш одгледував, тогаш ми беше фокусот ми беше на одгледување на неселки, кокошки кои што се за конзумно јајце. Од таа ситуација излегов некаде 2009 за да 2008 назад малку бев и таму една година, влезам во ова домашно одгледување на домашно наше македонско пилешко месо. Ако ме прашате како ова би го направиле, со многу труд и мака, со подршка огромна од фамилијата. Ја, Рики, бе... Види мојата колку е мира. Знаеш што е интересно? Што не каса, бе? Каса, какво касање? Не каса, питоми. Најадено, напиено, шо? Македонче, питомо со главата на ведната. Тима, биди мирна. Рисијана се занесе. Рисијана и Рики се добри. Мирна. Така да... Значи, треба да се вложи... По скали, значи се беше по скали, ништо не е од вчера. Ако ги запазуваме скалите и природата, ќе има успех. Ако одиме на кредит, куп пари, лесно е да ги земеш, тешко е да ги вратиш. Да, класика. Тоа сериозно не би знал како би било тоа, пошто тоа не сум го окусил. Така, Тонка, многу млади луѓе, да бидеме реални, се срамат да се занимаваат со вакви Така е. работи. Сакам сега твоето мислење да го чујам, како да им се докаже на младите дека ова не е срамна работа, дека ова е една сосема нормална работа која што пред се е општествено одговорна работа затоа што ти правиш производство од кое што се храни нашата држава и народот. Зашто младиви избегнуваат да се занимаваат со ова? Дали сакаат да дојдат до она easy money, лесни пари, да знаеш да лежи лебу да те јадам дома преку компјутер? Мислам, не ги подценувам програмерите. окей. Не ме сваќате погрешно, меѓутоа зашто не сакаат новиве генерации да ги засукаат ракавите и да се дадат во една ваква, да речеме, ајде, живинарска или земјоделска професија? Што е според тебе проблемот? Да. Ако јас не го поминав детството ке баба и дедо, и јас немаш да бидам оваа работа. Во шпедицијата во која што работе бев екстра платен, бев таму и возач, и директор, и комерцијалист себе. Ми беа одвржени раце, замислете, на 20 години некој да ви даде толкаво право, собственикот што беше на таа фирма ми ги даде тие права, али јас реков не, сакам нешто свое, сакам нешто да ме пипне до срцето. Тоа е ова. Јас успеав моите деца, значи големиот Стефан, кој што сега 25 години, од 7-8 години го носам со мене на фарма. Значи, тврдам дека тој веќе ме надмина мене во технолошкиот дел на одгледување пилиња. Нели повеќе има време за интернет, повеќе време има за форуми да посетува. Истражува и ја ме надмина. Значи, многу пати се случува да ми рече: "Тато, ама јас нешто открив како да ја пуштиме храната и вентилацијата во објектов." А ти си стара школа, викаш? Ја викам, да, знам како треба да влезам и да стиснам дугме. Не, седни, вика. Седиме ние овде. И он ги пушта хранилките. Пушта вентилација. Верувајте ми дека сега IT технологијата дава еден добар помош, голем помош во нашево работење и сериозно децава, еве вториот ќе го спомнам, иако е во музичките води, иако уште во училиште, уште на факултет. Музичка академија студира? Да, не, отиде на маркетинг менеджмент, нешто така, во тој дел, ама до средно беше во музичко. Тоа е вработен кај нас. Ама јас му викам, да ме, платава ќе ја работиш или ќе ја враќаш?
убаво го учиш. Сериозно, ќе работа. И еве, знаете дека се тоа овде го Да. намести он ни направи кафе, ракијата, ни Фала ти даме за мезево. Он и на фарма и се е тоа, значи, он доаѓа, сработува 7-8 сати, се оди, наоѓа време. Што е битно? На децата да не им дозволиме да има слободно време. Ама помалку на социјални мрежи и телефон. Се докажа дека фокусот и на нас, на социјалните мрежи и на децава не е продуктивен, нели? Така. Ајде да се надоврземе сега на ова што го зборуваш од предмалку. Значи, ова... Крени го, крени го. Дете лади. Ме лади, Дете ја, топло, види, да, умисли дека е август. Ајде. Ма Рики ти, Абе, Рики, нешто ја и ти да не се смениме ја и ти. Не, Да ти ама го- види. Абе, да ти лом ме направи сена. направиш. Ама нема везе. Ова, мислам, никој не го гледа и да го видите, не е страшно, ќе се смиеме после. Од ова се мие. Јазикот само не се мие, нели? Така е. Кажи ми, Тони, дали еден ваков бизнис може да опстане ако не е фамилиарен? Како што кажа, работа твоите деца ти помагаат. Жената е тука претпоставувам, која што е сопругата задолжена исто за така. продажба, Да. снаата е тука која што големиот син е веќе женет, има и 2 деца. Така е. Значи, Кирил, Дали так, може ова да опстане доколку не го работиш без помош од неблиските? Тоа е Многу прашањето. тешко. Многу тешко. може би може, Немој ама- ќе ги може би демотивираш може. гледачиве, ќе речат. Види, вака, моje видување, јас го кажам мојот пат, другите може би го имаат друга формула и би успеале на некој друг начин, ама јас сега откако ќе заминам од фармава знам кој продолжува. Син ми вработените. Разбирате? Знам од кого ќе земам очит, знам со кого ќе искомуницирам. Додека знаете дека нашиот младина замина за странство, Многу има голем одлив на, За на жал, млада не верувам дека таму најдоа сила. чадор добар, со многу сонце. Еве, почна и да се враќаат сега. Почна да се враќаат, ама некако не им дозволува егото да кажат дека таму е тешко. Сега бргу се врати еден пријател, пензиониран полицаец, со желба да дозаработи уште некој динар, работоспособен, да вика Кај тебе у фармава? се врати од Германија како пример да го кажам, да Така, знаете така, дека тоа не е живот. Бе, тоа не е живот, значи човек кој што е на 55-6 години, јасно ја гледа ситуацијата таму и овде. Овде подобро да работиш овде дупло часови, да си дома, него да си таму меѓу толку туѓинци. Така. Тони, сега ќе те прашам како изгледа еден типичен ден на вашата фарма. Значи, еве, ти се будиш со бајле, пиеш прво утринско кафе или можеби Не чајче. пијам. Поред може и пиеш 2 литра вода. Тоа е стандард. Ракија. Добро. Како, например, како се обвиваат сите обврски околу фармата? Стануваш, вртиш телефони, се јавуваш на вработените дечки, имате договорено термин во 6 сат, Така. во 7 се отвара, дали навечер имате чувар, не дај Боже нешто. Првиот што Значи, објасни станува, ли како- првиот што станува на фармата сум јас. Сабале во 6, не е тоа некој рано, инаку сум задолжен пошто ние не само што ги одгледуваме пилињата, ја работиме и преработката на пилињата. Заложен сум во кланица да спремам условите за да се почне со работа. Тоа е на друга локација, тоа е во Идризово. После Аха. тоа доаѓам овде, заедно со синовите, со вработени, организираме, правиме се што е потребно, инаку овде секој ден е различит. Например, јас ќе ви го кажам вчерашниот ден. Стана во 6, средив се, запалив камионот и со двајца вработени отидовме во Кочани да товариме оризова лушпа. Тоа е простилката што ја ставаме доле кај што газат пилињата. Значи, само ќе те прекинам. Нема однос да кажеме јас сум сега газда, Нема ти однос, си ма работник како и сега јас само по телефон ќе Ма. наредувам, а вие ќе ги обавувате обврските, активностите. Кирил, Нема такво нешто. Кирил. Значи ти си пример за вработените кој ќе го Јас видат сум дека, првиот, да. дека и газдата работи и они ќе добијат Нормално, еден кураж, да. нели да работат како што треба. Дали со камера или без камера, кога и да дојдеш на фарма, ти мене нема да ме видиш во друга облека освен во работничка. Да ти кажам, добри ви се овие убави си штампани. Да, така. Ама сето тоа е затоа што требам јас на фарма. Јас нема време, соблечи се, пресоблечи се, направи се, изглуми и ова она, глумење газда. Ако влеземе кај пилињата сега и ги прашаме која е газдата, дали ќе знаат да ни кажат? Не. Они барат да имат храна, вода, грејење, светлина, чисто, Така. суво, они тоа го барат. За да го има тоа, погледнете. Каде, еве сега нешто ќе откријам,
Каде е успехот на една фарма? Ако може, Да, те сега, фаќа камерата. сега знам дека ме фаќа камерата, пиле, ај смири се малку. Ајде, Да ги покажам ноџињата на пилињата. Гледате колку се чисти. Нели? Не гледаш трагови, не гледаш рани. Ноктите да не им ги сечеш. Не, ноктите не им ги сечеме, значи знаат што тие се цело време на земја. Зашто нивниот измет останува доле и они го газат. Ако, да знаете, ако е мокро, они ќе имаат рани на нозете. Преку нозете се гледа колкава е благосостојбата на фармата. Под благосостојба се подразбира условите на одледување. Значи, дали е мокро и овде на самите гради. Кога погледнете пилето на самите гради, гледате дека е бело месото чисто. Инаку сум ги посетувал тие курсеви за благосостојба од страна организирани од страна на ветеринарниот факултет, каде што сме гледале дека ни слайдови дека има со рани на градите, со рани на нозете. Од што е тоа? Од влагата. Од влагата. Значи многу е битно Македонија има премногу услови за се. Оризовата лушпа е идеална за простилка за на фарма. Таа ја впива цела влага, ја впива цела вода, додека сламата тие работи. Пример, Србија користи слама, таа е кога ќе потиснеш се налегнува. Добро, А оризовата лушпа има оваа форма. Гледај. Значи, се враќа. амортизира, Амортизира. има премногу селициум во незе кој што не скапува. Во моментот додека трае одледувањето на овие пилиња кој што трае 60 на дена, таа не скапа. Кога ќе се заврши турнусот, се иде надвор и се става нова оризова лушпа и се вселуваат нови пилиња. Така. Ајде сега да ми кажеш за здравјето на пилињата. Како ти се грижиш околу нивното здравје? Дали се случува, знам дека има многу болести, Так. не само на живината, ете и на Так, сега да, има на се и сите се. животинки кои што се огледуваат, Се и кои се што што има се сега, за да. продукција, нели, продуктивност наменета за пошироката маса, нели, зборам за прасиња, за телење и тие работи, знам дека Така. ги вакцинираат. Значи, како ти се грижиш околу нивното здравје, доколку еве, сега не сум многу вичен да зборам околу болестите на пилињата, но сигурно има некоја таква, како да кажам, посебна нивна болест која што ги напаѓа. Да, да. Како ти се грижиш околу тоа и што се случува доколку болеста ги нападне? Дали сите треба да се Вака се. истребаат, нели, птичи грип или не знам што таму? Влегувањето кај пилињата во текот на 24 часа се максимум 20 до 30 луѓе. Значи не е котва промеја да влези излези. Значи имате бодигард тука стае. Бодигард има, и не стои, се- да. И треба да има специјална значка. Ви ја покажав бариерата за дезинфекција. Да, видовме, да. Не само Ноџињата ги ова, ставивме во не само специјална вода. со ова, дезинфекција, него и така. ова што е Ќе го снимиме и тоа секој вработен да. мора да помине низ тоа да се дезинфицира. Значи дезинфекцијата на самата облека наша која што влегуваме внатре ја правиме со перооцетна киселина. Тоа е многу здраво и за нас, затоа што самото прскање на Што е нас. перооцетна киселина? Перооцетна киселина е оцет. Самото име ти кажа, оцет. А перо? Па перал е мислам дека перење. Перење со оцетна Перење киселина. со оцет, да. Може би грешам, химичарите нека ми просат, ама перо оцетна, самото име кажува дека пере со оцет. Значи, што прави пералната Оксимил 15 е крстен Добро. препаратот. Тој во мал раствор, во овој раствор, во оваа вода можеме слободно да го испиеме. Тој доаѓа контактно со бактериите и со вирусите, ги убива и се раствара во вода. Значи не останува во трагови. Така. Затоа ние го користиме во самите кабини за да се дезинфицираме ние. Инаку внатре за да влезе сега вие да влезете кај пилињата, ќе ви облечеме посебни чизми, посебна гардероба за нели да не ништо не знаеме. Иако доаѓате од градот, ама и во градот може имате некои бубачки. Абе не сме толку градски луѓе. Ама не, таму доаѓате сега, кажам. Океј, има ли некои посебни предизвици во одгледување на овие пилиња? Да кажам, не знам. Како нема, види. Ова е нежна генетика која што бара премногу внимание. Аха. Јас викам ова пиле се чува на штоперици затоа што на штоперица зошто? Затоа што живее само 60 на дена. Ти за 60 дена мораш да му даеш идеални услови, идеална клима, идеална светлина, идеална храна за да го добиеш
ова што треба да го Посекуваното. добиеш. Да, посекуваното. Да. Тоа е местото. Например, едно пиле колку треба да порасне за веќе да отиде у кланица. Сега лошо звучи, Па меѓутоа не, јас тоа не е викам кланец, јас викам ги носиме таму. во побавиот свет. Таму. Сега тоа е светот. Многу пријатели и вака ми викаат колку пилиња си заклал, ама како ти ова, јас викам вака. Еви тебе ќе ти го поставам. Гледаш ли како се колат? Истото прашање ќе ти го поставам и на тебе, не јас ги колам. Ти ги колиш? Да. Ќе ти го поставам истото прашање. Колку Кирил пилиња се родија ради тебе? Ниедно, знам. Ќе ви ти кажам зошто ниедно. Ајде. Затоа што ова пиле, ако не е сега живо, ќе беше јајце. Тоа јајце јас и ти ќе го измезевме овде сега како јајце, ќе го скршевме и немаше се грижиме нели за јајцето, пошто ембрионот внатре не го гледаме како жив, него постои ембрион. Значи, јас во тој даден X инкубатор. Аха. Ако не им кажам ставете за мене за понеделник 10.000 пилиња, за 21 ден 10.000 пилиња да ми изведете, тие јајца може да завршат конзумно. И Кирил да си ги искрши, Тони да си ги изручат и толку. Така. Ама благодарение на мене што јас сум ги нарашал тие пилиња за 21 ден да дојдат кај мене како малецки, ќе ви ги покажам после. Ова пиле ќе кажам што вика старине видело, бело видело. Векот му е 60 ден. Нас ни е векот 360 пута 80. 365 дена пута 80 години. Комарците што да им правиме? Сабале се веде, вечер умира. Пчелата, Па и пеперутките, нели, пеперутките, еден ден пчелата, летно време, пази, тука малку пчелите ме замислуваат да ти кажам. Пчелата викаат ако касне, ако пушти осело умира, вистина е тоа? Точно е. Јас инаку бев пчелар, да ти кажам, уште мечка немам водено, инаку се има Бога ми, водено. што не си бил? 10 години чувам Како? пчели, инаку нема многу време, инаку ја познавам пчеларството. Инаку да знаете, знам дека пчеларите знаат дека пчелата што ќе се роди во, ќе се изведе од ларва во пролет, живее 30 на дена во кошница работи и 30 на дена во поле. Пчелата која што ќе се зазими септември, октомври, живее до пролет. И сега викам мајку му да одмарам ја малку за да живеам повеќе, нели? Да не бидам вака работохолик. Али добро е и мислам дека ќе одмарам. Затоа што децава ме наследуваат, ме заменуваат. Реално јас не би можел да одвојам. Ти си среќен човек. Сум. Гледај, замисли 100%. ти дете свое да си го натераш да... Е него седи онде го. Да, Знаеш дека се тука и двајцата. тука се да. Да. А Лалда им е Големиот е него. пред се што ете ја прифатиле твојата стратегија за животниот успех. Како да го наречам, не знам, меѓутоа Они се ретко деца да тие се натераш 100% да наследат убедени, твојата тие се мисија. 100% убедени дека се направиот пат. Дури големиот ми вика тато. Да бе Дамјан. Абе нека го заврши факултетот, нека остие музиката, нека дојме си работиме заедно. Топ. Кога ќе ги видиш две деца своји заедно во зрели години, во години во кои што јас и ти не можеме да им се мешаме, а сака да бидат заедно, посретно не. Се сложиш, не? Да, дефинитивно. Ајде сега да позборуваме за Рики и за Рисјана, нашите статисти во овој подкаст. Може и да презборат ако сакаш. Ќе морам јас Тоа да на преведам. крај, тоа на Ќе морам крај јас да ќе преведам. ќе ни презентира, Да. ако треба и ќе ги синхронизираме, не е проблем. Може. Кажи ми, какви видови на пилиња се ова? Спомнавме нешто бройлери, Така? тоа се специјални пилиња кои што се одгледуваат само за исклучително за производство За месо. на месо. Да. Не се за јајца, не Так, се ни тие. так, работи. так, так. Кои се нивните карактеристики? Ова раса е коп 500. Коп 500. Коп 500 ова е. Ко значи Коп, кокош. коп Б. Коп Б. А што е коп коп? 500? Не, Не, нема Тоа е спорно. некој кој што ја Измислил таа расата ја украстил. Ги украстил пилињата, значи ова пиле дава еве како што можам јас да ви не, ќе морам Рики да го земам, Рики е поснажен. Он заспа Вежба. и баш не, ми е... не спијат кај мене, не сме никој да спие, па не пилето. Рики, Санде. Еве ќе го покажам Рики, погледнете колку стек има Рики. Машал, ове се тие пилешки гради што Ова ги се зборат. пилешки гради, Так. да, да. Рисина не ја покажувам, нема прслуци. Само Рики ќе го покажам. Мислам без Така да експлицитни погледнете- сцени ме молам. Погледнете го Рики. Погледнете го Рики, колку Машала прсати. мевце ќе даде Попрси. Да. Еве ќе ти го вратам. Рики, седи тука, немој да ме какаш, те молам. Значи, Доволно ова е ми искака најдобрата, да ми најдобрата раса на пилиња кои што се во светот. Многу фармери ја одбегнуваат, затоа што е најнежната раса. И име колва, Рики, погледни го.
Не, да. виде нешто желевци и сака да види што е тоа, Значи- мисли дека е пченка, мисли дека е Агресивни ли се пченица. овие пилиња? Како гледаш колку се фини. Па ја гледам дека се мили. Дури не се ни познава да ни рака не му пружи тие, он не се тргал те, тебе. те прекинав, извини. Значи, Значи, ова е коп. Ова е 500. коп 500. Добро. Пилиња специјални. Ме интересира, дали во Македонија има специјална некоја одгледувачница или како да го наречам тоа, каде што нели тие специјални јајца се Так. со Так. тој бренд. Коп Ништо 500, ништо не е специјално, се реално. Например, сега ако ти донесам ја селско јајце, ти Да, како ќе биде селско пиле. Ќе биде селско пиле. Значи ова е специјална Значи, овие пилиња се одледуваат, тоест се купени од Србија. Аха, како една значи од дребни. Србија. Ти од таму ги набавуваш? Да. Тамошниот инкубатор ги има изведено овие пилиња и ги има донесено како еднодневни до овде. Значи, задолжувањето на инкубаторот е да ги изведе, значи ти имаат родители кои што несат јајца, тие јајца идат во инкубатор, 21 ден во инкубатор, од инкубатор се става во специјални гајбички, доаѓаат со специјален превоз, со вентилација, со грејење, со се, доаѓаат овде на фармава и се одгледуваат и потоа патот им го знаеме, нели? Да. Океј, ајде сега да зборуваме за храната. Ајде. Да. Се, извини, те прашувам се, сакам Ама јавноста. слободно Ова е прашај. подкаст и сакам Така. се буквално на тацна ко нашево се место гледа, тука. кога ќе се стемни. Каква храна им дава Тони на пилињава? Знам дека си имаш свој собствени ниви кои што ги обработуваш и од кои што претпоставувам дека храната ја употребуваш за нивната исхрана. Дали користат овие КОП 500 расана пилиња исклучително што се произведуваат само за, мислам што се гајат и што се раснат само за пилешко месо, не за јајца. Значи, дали има некоја посебна храна, да речеме, сега не знам, ајде ќе треснам, пченица, Немој, ќе продолжиме. детелина, тревка, некоја Вага се. посебна. Како ги раниш? Што им даваш? Ние произведуваме некаде собствено производство, околу 20% од нашите потреби на житарици, значи пченка, пченица. А инаку среќа што се наоѓаме во Скопската котлина, во Скопскава котлина околу мене има земјоделци кои што садат пченица и пченка и кога е тоа ни е веќе со години соработката постои и се што ќе произведат ми го предаваат на мене. Значи, јас имам обезбедено пченка и пченица до ново. До ново. Значи, пченица е до јули, пченка е до септември. Речи си, мислам дека ќе ми стаса нешто, ако не стаса, локално малку е тешко сега да се набави, затоа што секој си набавил за себе, Јасно. кој имал вишоци веќе го продал, тогаш одиме од Србија да купиме пченка, пченица и да го се додава витаминскиот минерален дел, мора да постои во делот тоа. Сега, витаминскиот минерален дел, кога ќе го спомнам, луѓето одма мислат, ау, што е тоа? Што е тоа? Што им ставаш, брате? Јас 2007 година имавме швајцарец дојден во Македонија, кој што јас бев меѓу првите кои што бевме на органско производство. Ова не е органско, да се разбереме. За органско производство бевме, дури имавме и полагање. И тоа објаснува се дека житарицата, пченката и пченицата не треба да се фрла вештачко ѓубриво, за да го имаш како органско. И не треба да се прска со пестициди и хербициди. На ниво на држава голем дел тоа го правиме затоа што, нели, тоа го правиш и дедо, го правиме ние, вештачко ѓубриво, мада ние веќе одиме на тоа да нашето ѓубриво, тоа и пред малку ви го кажав, нашето ѓубриво од пилињата оди на нашите ниви. Прво затоа што ни е многу поевтино него вештачкото ѓубриво. Знаеме, војна во крај на Русија качи се до небо и вештачките ѓубрива се многу качени. И второ, за да тоа ѓубре што ќе го ставаме сега на нива, во наредните 4 години не треба да ставам. Аха. Толку ме е рокот, што е многу добро за мене. Може би мала прикрена нешто ќе ставиш, ама Зашто на основата време едноставно време и пари. И пари, да. Време и многу пари. Да. Така да локалниве земјоделци ни даваат пченка, пченица, како што реков, дел од Србија ако има потреба, се уште немам потреба да увезувам, а витаминскиот и минералниот дел сакав да се задржам. Сите ние дали природно или вештачки внесуваме витамини.
дали ќе биде магнезиум, дали ова. Истото тоа и пилето. Правиш коктел, предпоставувам, Да, од да, повеќе од витамини и минерали. Минералите кои се? Сточната креда. Калциумот е во сточната креда. Тоа се ќе се надоврзам на советувањето на швајцарецот, тој се кажува возрасен човек, верувале или не, тој имаше менџуша крава. И јас му викам, зошто менџушава вие крава? Обетка, нели понаш? Така. И тој ми вика, јас поминувам некојши по 8 часа, гледајќи ги кравите, хиерархијата и начинот на живење. Знаеме дека Швајцарија е бродовита. Тоа е учење ни животот. Тој вика, кравите јадат долу, а спијат горе во спалните. Како спални? Има скали. Значи, во порамното доле, ова во храната и водата, а горе се качуваат да спијат во чисто и во суво. Браво. И јас тука го прашувам, викам, а вие не спомнате витаминскиот минерален дел кај дали смеме? Стој вика, витаминскиот и минералниот дел е за пилето. И за кравата и за свињата, не е за тебе. Тоа е за него да му помогне за да остане здраво, право и тие работи. Така да, зошто ние викаме витамин С едно на ден. 1000 милиграми. 1000 милиграми. Ама ти утре немаш. Ти утре мора уште еден витамин С да земеш и задутре тие работи. Значи тие витамински минерални, тоа се Бара коктели кои што континуитет. Да. Так. Тоа не доаѓа кај нас во исхраната. Тоа се витамини и минерали кои што се за пилињата. Добро, ајде да те прашам што значи за тебе одржливо земјоделство. Значи, дали применуваш некои еколошки практики во одгледувањето на пилињата? Спомна дека имаш ниви, дека ги обработуваш, дека од нив имаш, како рече, 20% од... Да, свое, другото го купувам. Другото го купуваш, но дали е тоа еколошкото ни? Се извини, малце... Не, убаво прашање. Да, убаво прашање. Дали станува збор за фармава, дали е органска, дали не е органска? Ајде да им откриеме малце гледачите. Органското производство е многу тешко производство. Се сложувам дека веројатно е подобро него конвенционалното. Ама јас не сум насочен во тој дел. Насоката ми е во делот да произведам пиле кое што е без антибиотици. Сакам да произведам храна која што има помалку вештачки џубрива. Како што напоменав, едната причина е за да ги намалам трошоците. Другата причина е намалам тоа присуство на вештачки џубрива кое што би рекол дека порано можеби повеќе го користат луѓето, вештачките џубрива. Не ги знаја нивните лоши особини на вештачките џубрива. А сега сме ние веќе свесни и јасни и разбрани и одиме на максимално, би рекол, подобрување во делот на одледување на храната која што е за овие пилиња. За оваа раса. За оваа раса. КОП Значи, 500. Да, значи ние немаме потреба да користиме антибиотици, затоа што сме 24 часа тука. Затоа што тоа јас го гледам. Витаминот С е повеќе присутен кај ниво во водата него што е присутен кај мене, јас заборавам. Па добро, ти магнезиумот, ги радиш секој ден сега. сите тие работи. Сакале ќе си го примат витаминот. Ние сето тоа се обидуваме во дадени периоди во делот на одледувањето да им го доставиме, поготово во летните периоди кога се горештините големи, мора витамин С затоа што нели кожата како најголем орган испарува и сите тие работи и е потребен во делот на растот, одледување и здрав организам. Кога што гледаш, гледај ги, топ, гледај ги. Не, дефинитивно многу е секси. Што би му дал на ова пиле? Ништо. Само храна. Само да ја облечеш. Само и то. храна. Не. Што не троши, не зафркави, јас имам овдека. За облека не трошиш. Овде имам 30.000 пилиња кои ги облекуваме, за мене шо ќе ме голкишето. Зимно време ги грееш, претпоставувам. Зимно време грење. Така. Пилето кога ќе се всели во фармата, температурата Сакам- на фармата Да. е 34 степени. Ај сакам да го објасниме процесот на транспортот. Значи ти ги зимаш како јајца. Не, Мислам, јас ги зимам ти- како еднодневно. Добро, меѓутоа тие јајца стоеле во инкубатор. Колку време Така. треба едно пиле да се испили од јајца? 21 ден 21 ден. во инкубатор. Океј, Тоа е завршува вештачката тоа. квачка. Завршува тоа. Завршува. После? Пилето
во Гајби, доаѓа овде. Во Гајби како се пренесува? Со комбе, специјално возило. Специјално возило. Да. Тоа ме интересираше. Значи целиот процес од Убавата, јајце во пиле убавата до тука. веќе што до сега ги носевме пилињата од соседна Србија. Сега од Србија, наша пријателска фирма, Отворија тука во Македонија. да, во Охрид, Добро. соработувавме 5 години, па дојдоа во недостаток на јајца, уште немаат ставено родители за да несат јајца, за да се изведат овие убави пилиња, него тие од наша пријателска исто, соработка исто од 2006-2007. Јас Добро. кажат, да, 99 убаво кажат ти 2006-2007 година, 2005-2006 година, од нив взимам пилиња. Сега пријателите од Охрид, од пријателите од Србија купуваат јајца, ги стават кај нив во инкубатор во Охрид и ми ги носат на мене. Што добивам јас од тоа? Добиваш мало пиленце. Не, добивам разликата зборам. Во Аха. делот на српските, Добро. изведено во Србија и во Македонија, помал транспорт, едно, Време. и времето, не, времето е тоа, 21 Помал ден. транспорт е времето. Помал транспорт е времето Да. и нестоење по граници. Така. Колку и да е, 2 часа мора на граница да остане, нели се прават царински документи, сите тие работи, се прават анализи за да пилето нели дојде до кај мене до фарма. Така, Тони, вечната енигма. Ајде. Сите, еве, ајде ќе ја зеам мајка ми за пример, како дете ми кажуеше, немој да јадеш пилешко, некои батаци сте купиле ефтини, пуни се со хормони, ќе ти пораснат влакна, ќе ти Гради. пораснат уши, гради на девојчињата. Така. Има ли вистина во тоа, Тони? Ајде да ја разобличиме еднаш за секојаш таа енигма. Дали има такви хормони? Јас сум локален производител, Добро. ама се обидов преку професорите од ветеринарен факултет да го утврдам ова и ги прашав за тие пилиња што се чуваат таму далеко. Ги Америка. боцкале батаците со не знам што, да Слушајте пораснат, сега. да не знам што. И го бе. прашам професорот вака, значи ова ќе го пренесам, професорот сигурно ќе го гледа. Ајде, подкастот. гледај таму у камера и биди сериозен да те сватат сериозно. Професорот сигурно ќе го гледа подкастот. Ова пиле е вредноста му околу 300 денари. Дали вие може да најдете екипа, еве јас ќе ви дам некој серум, кој што треба да ги фатите сите 10.000 пилиња да ги боцкате. Дали вие ќе најдете екипа тоа да го изврши? Нема. Значи, Тешко. ни подразно. Ни подразно боцкање, ни подразно серуми, ни подразно хормони. Од каде излезе приказката хормони, ја знам. Ајде. Ексклузивно за Редказ, слушајте внимателно. Да. Во Америка, Тајсон, фирмата Тајсон, нели не им правиме реклама, поче се многу далеко, коле на ден по 3 до 4 милиони пилиња. Таму е толку автоматизирано што човечката рака не пипка ништо. Пилињата се колаат, одат на линии на касапење, на сечење. И сега замисли ја линијата сега во мојот правец и овој нож сече лево, батаци, копани, овој сече десно копани. И овие лево одат во овие гајби, овие десно одат во десното гајби. Така. И замисли денеска 3 милиона треба да сече. Не овој нож, него тоа се ножеви. И сите овие лево се спакувани и донесени во Македонија. И ти кога ќе отвориш пакетот, сите се леви, точно. Додека кај мене, пошто ние расно ги сечам, имаш и леви и десни. Значи, не е вистина дека излезе муавето дека левите биле боцкани од X и левите батаци доаѓале во Македонија, нема врска. Верувајте ми, општествено, одговорно го тврдам дека нема врска. Сакам на дуел, ако постои човек што знае да ме побие во оваа приказка, јас ќе понесам професорот земјоделски ветеринарен и тоа ќе го утврдат, ама согледувајќи ги линиите. Мојата кланица е мала, ние колеме 800-900 пилиња на ден. Мојата кланица е мала и се работи рачно. И ме радува што е рачно, затоа што нели Ламборџини се прави Рачно е рачно, брате. Ручни рат е ручни рат. големите автомобили и убавите брендови се прават рачно. Така е. Тука имаш комплетна контрола. Додека таму на тие системи јас бев во странски држави каде што има огромни кланици, каде што видов се е автоматизирано.
се автоматизирано. Тие Машини, линии, бам, тие бам. линии На коштат ленти милиони евра, кои што ние не можеме, сега да се разбереме, ние сме мала држава, сега не можеме ние да се рамњаме со Кина, не може да се рамњаме со Америка, не може да се рамњаме со Индија, каде што стварно технологијата отиде на многу далеку. И ве уверувам дека нема ништо од хормони и од нешто што е нездраво, недобро и невкусно. А баш е вкусно ова мезово, сега што го пробав. Ке ни објасниш ли што е тоа? Појма нема. А? Некој го донесе, кај дојде. Ајде. Тоа е некое свинско месо. Ние Кој дома, знаеш, моравме да заколеме, нели зимо е. И рекоа децата, тате мора да јадеме и мевце, и јас реков едно прасе. Да, ова е некој Го заклавме и ова е, пази, димено. ова е димено за своја душа. Погледни. Покажи го на камерата, се види. Ова се вика суво. Но тоа ни како наоѓаш Суво време? солење. Види, ја прво за себе ова. Со ова се Ама вика како суво наоѓаш време солење. и пилиња 21 ден во сол, остоено, димено, не пушено. Димено на бука, со многу малку дим и гледа убавено, нели? Да, Пуба, како наоѓаш се време касно човече пуба. за сето ова? Значи и пилиња и прасенца и те си одгледуваш за твоја душа. Види, Кирил, се што е од делот на искрена за фамилијата, зборувам за онам помалиот дел, го произведувам. Значи, јас се уште имам 2-3 кози кои што јас ќе му пролете заколам 2 јариња. Да бе, за За своја велик душа. ден, за... Инаку, не е културно, нели, дека чакаш да правиш мувет? Така е, Ама да, добро. голтни си, така голтни е, да, си, гледа да. си голтна. Дека сме на отворено, па и Во цигани, другиот дел, и да, кафе, нели, ти ми рече што ни тере слободно. Терај. Ние на оваа фарма произведуваме се за наши потреби. Пипер, патличен, тиква, лубеница, малиот Дамјан ни е али знаеш што е добро? 3 генерации. Мајка ми, Рики, не се Јас? тепај. јас и Дамјан. Малиот е задолжен за земјоделието, он е во тој дел. Значи мајка ми сега во моментот го произведува расатот. Аха. Јас нивата таму подолу ќе ви ја покажам после спремна, веќе изорана, средена. Ти ја ораш тонка? Да бе, јас па кој друг? Возиш Цело трактор, ораш све. Што говориш со врзани очи? Каков цар. Што збори? Види. Јас не можев да ги докачам тракторот стар што го имавме. Јас не можев педалите да ги докачам кога почнав да работам со него на 12 години. Тоа било мерак бе брат. А ти даде тате тракторот да го повозиш. Седи. Тоа било убајна. Значи, кој што реков, се што е во делот на тој дел, на земјоделието, што го произведуваме за наши потреби, пипер, патлиџан, краставица, зелка, ова зелка што јадеше наш. Многу е вкусно. Ова секогаш. што го живеат трушија, цела наша жена ми ја прави. Значи, сето тоа е 100% органско. Тука е 100% органско. Не е сертифицирано, нема потреба да сертифицирам за моја душа. Сето тоа е ѓубрето од пилињата е многу јако, многу потребно. Се става систем капка по капка за вода. Нема многу потреба од копање, од обработки, има едно, две, пази, ние наместо се додека седиме овдека, ние ќе скопавме 5 реда, пример. Значи, сето тоа ние го сакаме, го работиме и нашата маса е секогаш полна трпеза со квалитетна храна и сите сме затоа насмејани, затоа што јадеме квалитетно, нели? Така, уште една енигма сакам само да ја расчистиме, кога зборевме за хормоните на пилињава, ми се надоврзува едно прашање. Дали оние луѓе кои што ќе ги откупат, да речеме пилињата од тебе, веќе заклани и Така, сместени, сработени. што треба Да. сработени, ги полнеле наводно со некаква течност за да добие на тежина и нормално тоа да се продаде по поголема цена во месарниците, маркетите или каде и да е пласманот. Дали има вистина во тоа, Тони? Дали стварно се полнат тие батаци или тие гради? Утрово имав еден пријател, исто од соседен медиум, кој што истото ме праша. Него му го кажав, му ја кажав вистината, ќе ви ја кажеме на вас. Соседна Бугарија пред да влезе во Европска унија, заработуваше, профитираше многу X локални, мали може и големи, профитира на тоа полнење на пилето со
со масно ткиво, со вода. Со што се полни? Со... А Мислам, дали масноти се и вода, полни? масноти и Воопшто? вода. Значи се полни. Значи вака, да, слушај сега. Сега, не, има две работи. Има лошо и има и добро. Гледај се. Го зимаш ти ова пиле од мене, купаш 1 тон месо, ова пиле, го носиш на специјални инјектори, кои што му бризгуваат вода и масно ткиво, за да се врзе за мускулното влакно од пилето. Да добие на тежина. Да добие на скратиме. тежина. Вие го купувате на температура од 2-3 степени, каде што масното ткиво стои внатре, ама кога ќе ставите да се пече на 200 степени, нели на 200 степени ве ставите го, но и на Водата 50 ќе испари. Водата, гледаш, ставата е полна. Тоа е едната приказка како да го прелажеш потрошувач. Потош купувач. Јас нити имам такви прицеви, нити имам такви идеи. Значи, вие и во моето кесе, како ви го дадам пилето, нема ни да видите вода. Ни во кесето, значи, од самото пиле да истекло. Значи, ние имаме воздушно, суво ладење, кое што тоа го нема. Ама има нешто друго. Ако ние пилешкото месо го инjектираме со вино, замисли со вино, со бело вино го инjектираме. Меанџи, дај на човеков маце Дај му- една ракија, бе, да дечки. му приклаиме. Една голтка. Срамота А- живели не направивме. Ајде бе Меанџи, бате Јане Сандански, приклај му. Ако Господи. И сметката на крај ќе. доста, ба, Ај брат, јас ќе само плаќам. овako Ај живели. зарно. Зарно, Живи зубаво. здрави. Јас сум, знаете дека 100% искрен, 100% реален. Сакам народот да почне да јаде повеќе пилешко. Тоа што мајка ти го кажала на тебе, го Реалноста на ти ја ти сме, кажав. на ти сме, сега. нели 100% сме на Да, ти. на ти, не ме персирај, не. Да не ме никако. караат Никако. гледачиве дека Така е Тонка. тоа ние не културен, ние се знаеме многу време. Капни си, лапни си, тоа е витамин С чист. Не ти треба денеска никаков 1000 милиграми витамин С. Директно. И камерамани не подгризнуваат, ама Да, видиш наши сега. луѓе. Ако. Да направиме еден брейк. Не викам пауза за гледачите, туку за се ова што зборувавме да го трнеме на страна. Да кажеме, Тонка, дека ти го произведуваш, ајде да кажам, најквалитетното македонско домашно пиле. Каква е конкуренцијата на пазарот? Дали имаш опоненти кои што нели сега нормално е, бизнис е, трговија Така е, секој по тоа сонце има право. И Ете се бори така. секој. Така е. Како тони со домашното пиле, така ти се вика фирмата, нели, Македонска? Да, Домашно домашно пиле. пиле од фармата на Тони, да. Е, така. Како ти се бориш против сите останати за да бидеш прв или не знам, Со квалитет. со квалитет? Сега ќе кажам. Ме радува. Во моментот во Скопје работиме со најдобрите, со најголемите месари. Со тие месари соработката е од прв ден. И со тие месари никогаш соработката не била во прашалник. Тие никогаш не ми се побуниле за ништо, тоа ме радува. Ама затоа јас барем еднаш месечно им сеам, ало, да нема некој потрошувач кој што Не е задоволен. не е задоволен. Нашето пилешко месо, кое што денеска е сработено, утре дента е во месара. Изедено. Утре дента е во месара, утре дента, верувај ми, 90% е купено. И може би истиот ден изедено. Ние месарите ги посетуваме секој ден. Затоа што, вака да знаете, иако на декларациите на нашето пилешко стои 7 дена, на увозното стои 10. Зошто е 10, не знам. Не Значи ми си се има рок, сакаш да кажеш, што ако е поише од 10 дена, значи Не е дека добро, не треба така. не треба така. Значи свежо треба. Ова да дојде пилешко месо треба да не повеќе од 48 часа да биде на трпезе. За да ги содржи витамините, минералите и она што индустријата не одврати, од вкусот. Во ова пиле има вкус, ако е свежо. И ова пиле стави го 7 дена во фрижидер кај тебе дека стои, нема вкус. Отишле соковите. Соковите, ако купиш месо и ако ги видиш соковите доли стечени, тоа не е килажа. За тебе килажа можеби. Избега на кој што нема да ја печеш. Не, тоа е вкусот. Основата тоа е вкусот. Значи нели
ракијичкава нема да до таман ако не беше вкусна. Ова е Дефинитивно. 22 годишна ракија. Па затоа и ете, така одлучи во овој подкаст да се опуштиме малци конечно вака на отворено да Морам да можеме кажам од кого е да- од Ајде, нашиот повеќе. доаен Круме Спасовски. Чудна жена беше Беше Вера. Вера, Тоа е сека негова и неа песна. пак ме тера, да. Има уште Да, повеќе да. песни. Со него сум имал доста интересни моменти. Јас си го викам Вујче. Вујче ми ја носи ракијата. Знаете како, Кирил, за нешто да паметиш, треба да постои емоција, нели? Се сложиш парем. Па како Ти си не? во глумата и знаеш дека треба да има и мозок, ама треба да има и емоција. Ако нема емоција, Да. џабе си И ми глумец. ја дава ракијата и ми вика вака, Тони, оваа ракија ми ја поклони пријател, кумашинот или кумот рече така нешто, пред 22 години кога се роди син. И еве јас ти ја носам тебе сега. Абе, И ја донесе вака, и јас знам дека Иво, ќе имам таа чест. знам дека ќе имам добри луѓе. Добри луѓе, вие се набивте. живели екипо, Знам дека ќе имам добри луѓе како гости. да му давам на Петелов да пивне малце. Не гучи. Ќе А, каже не таму, гучи. ќе каже таму ба Проблеми ќе ќе направи. каже таму ба кој ќе како ќе се да. Да. Така да Тонка, ајде сега да се осврнеме малце, да се насочиме кон едни малце посериозни прашања. повели. Ти помогна ли тебе државата на некаков начин, со некакви субвенции, Така. или со некои тие ИПАРТ програми, Така, или како и да ги викаат, Така. за ти да Убаво просперираш во Убаво овој прашање. бизнис? Убаво прашање. Државата пред се треба да си ја сакаме. Државата мислам дека кога ќе види добар пример сака да пружи рака, а ние треба да бидеме тие кои што треба да бидеме према државата да се поставиме да не види. Значи кој што гледате овие два објекта се градени со иновативниот фонд. Да, Да, добро. ова се иновации затоа што овакви објекти во Македонија нема. Колку Ве метра е уверувам, ова, човече? Колку е долго ова? Сега да ви објаснам за објектов. Ова е 8 на 60, 60 метра. 60 метри, 8 метри ширина. Добро. Ова е објект кој што е направен од 90% природни материјали. Се криче што е природно овде. Идат тенки железни профили, како за пластени. фолија за пипер, а потоа оди 20 сантима стаклена волна, минерална волна, кој што е, знаеме, природна, се произведува од, како минерал од земјата, преработка, како и да е. И оди најлон, нели, долу, и овој најлон што го гледате горе, јас во Србија видов објекти вакви кои што 3-14 години не беше сменен најлон, значи нема менување најлон, ако го видиме после 3-14 години некаде се скинал, само ставаме дозгора, ова е специјален најлон, ставаме нова фолија одозгора, која што верувајте ми, од делот на енергетиката, од делот на енергетската ефикасност е идеално. Трошиме многу малку средства за загревање, трошиме многу малку средства за да го изградиме. Значи, ова е еден објект, чини 20.000 евра, не повеќе. Замислете вие, Добро, не е 500 малку. квадрати, не, не. Малку. Ти имаш Кирил, овдека 500 квадрати, 20, 40, 60, 80.000 Види, евра, да речеме, вложено само во... да, ама 500 квадрати да ги направите за 20.000 евра не можете во ниедна друга опција. Јас пресметам. Добро, државата ти помогна или не ти помогна, да Значи, скратим? иновативниот фонд, кажав, Добро, иновативниот фонд ти беше тој За кој што- два рече дека ти Да, помогна. за два За другите објекти, два или каде три. што парите нели реално ние си ги враќаме. Иновативниот фонд, целта на иновативниот фонд е да земеш, да изградиш и после 3 години да вратиш. И На еве кој сега, начин враќаш? Како 7,5% кредит е тоа од некој? добивката, 7,5% од добивката ја даваш назад. Аха. Значи јас парите во наредните, сега не ме држи за збор, мислам дека во наредните 6 години јас парите кои што сум ги земал ќе ги вратам, јако ги вратам. Ама тоа се безкаматни пари, Точно. пари кои што ти требале во даден момент без да заложиш имот кој што јас го немам, јас немам некретнина кој што можам да ја заложам за да правам објекти, ме разбираш. Така, Тони, тригерот за да те викнам во емисијава, односно да бидеме гости кај тебе на оваа прекрасна фарма, беше едно видео кое што го видов на твојот Facebook профил, каде што ти ја критикуваш малтене власта, дека сега извини, може ќе ме поправиш, меѓутоа спомна некакви сумати цифри од 40 милиони евра, Да.
кои што се трошат за увоз. Значи, увоз на Пилешко месо. Мислам дека може би малку повеќе ова година. Добро, во ред. Значи, јас тоа видео го видов и викам, еве го човекот, сакам да ми објасни вака сега во живо, што значи тоа, зашто државата фрла толку огромни суми на средства за увоз на некакво месо, кога може тие пари да ги вложи во домашно производство и да заживее. Ќе се вработат многу луѓе, нема да ни замена странство. Токму ќе добијат поквалитетно, како што каже и ти, месо на трпеза. Што е проблемот? Зашто власта зима увоз, мислам, од страна? Зашто не ќе да вложи во... Ќе врата малку назад. Нашето. Историски не е до власта. Не е ова до власта. Ова се влече 40 години. Ова е од некаде од 90-тите години навак. Близу 40 години. Сега ќе ви кажам. Има некои скриени бизниси тука. Нема ништо скриено. Нема ништо скриено. Потрошувачот е тој кој што треба да одлучи што ќе јаде. Ако ти не го купиш тоа, нема да се увезе. Ти си тој кој што го иницираш увозот на тоа. Крај. Во тој дел. Ќе ви го кажам историјатот на пилешкото месо. До 90-тите години Македонија одгледуваше околу 3 милиони пилиња кои што се колеа во Неготинската кланица, беше само таа, кои што беа за пета армиска област. Тоа е Македонија, Косово и Јужна Србија. Тоа месо ние го немавме во малопродажба, 90-тите години. После 90-тите години, нашите добри трговци почнаа да увезуваат тоа што го бараше пазарот. Увезува, носе. Значи, не е крива власта, крив е потрошувачот. Ако сакаш да кажеш дека Сакам може да одбере во маркет, место да купи перутина, тој се извини вака. Не, перутина си е супер. Не ги Зошто да рекламираме, не? меѓутоа може да Не ги земеш домашно рекламираш. пиле. Зошто не? Ако само да ви кажам. Кога ќе пазарите? Пазарете свежо. Зошто не земе скапана пиперка или стара пиперка или стара зелка? Или јаболка, не види. Јаболка. Да. Што се фаќа за здравата и убавата? Што се фаќа за замрзнато? Фати се за свежото. Фати се. Има тука еден момент, мајка ми, пошто она, мајка ми цела Така да така убаво. Така да таа е таа кој што и да. органска незина мини, ајде да ќе кажам, она пластеница. Секогаш вика, сине, кога ќе видиш расипана јаболка, знај дека таа е органски одгледана. Затоа што Не расипана. Она Па, јаболка која подскапана ќе од видиш страна- со флеки така. и ситна, таа купи. На тоа мислев, на А тоа молкото мислев. кај ти оди? Ако видиш зелена Молкото ти оди убава, кај ти големата. Кај огромни убавата. јагоди Да, продаваат во да, маркет, толкави, да, го гледаш, да, викаш, да, лиги да. ти течат, пробуваш, нема вкус. Крил. Значи, А, има нешто. само да кажам. Што се однесува во делот на мојата искрена и на фамилијата. Се враќам пак назад. Во овој предел овде кромидот и лукот не успеваат. Затоа што е песокливо. И компирот не успева овде. Нема вкус. Добро, Во беровски песокливо компот. бива, во песокливо бива. Сега. Супругата моја наследи од незините куќа во Соње, каде што имаме дворче од 200 квадрати. Ние таму си садиме кромит, лук и компир. Пред се што е битно? Прво, нешто пред да го каснеш, треба да ти биде мозокот сигурен дека тоа е окей, се сложуваш, нели? Да. А второ, треба да биде здраво. За да продолжиме да се храниме и да живееме здраво, нели? Тоа е целта во живењето. Добро, ти можеби не можеш. Не се сложувам. Сите можеме. Еве, што мислиш, како ќе биде цената на пиперот и патлижонот? Еве јас едно прашање оваа година. Па не знам, не знам. Ќе биде скапо, нели? Па, Сигурно. Се Околу лани и полани беше скапо, да. И поскапо, луѓе веќе се откажуваат од ајвар праење. Дали ти, еве и твоите колеги, имате земено некоја нива, имате посадено нешто или планирате да посадите? Па не знам, не сум земјоделски. Да, ама утре ќе се жалиш дека Активен. ти е скап патлижонот. Да, те разбирам скроз. А се сеќаваш дека нашите родители сите имаа бавчи? Да, и сите си има собствено производство, дефинитивно, да. Да, зошто ние да го немаме? Шо? Подобро е. Мислам Да бидеме у кафана? Да, мислам дека Мислиш дека е подобро, а? Не. Се шалам. Мислам дека македонецот стана многу мрзлив. И Точно, мислам- браво. Не сакав да кажам, ама браво што го кажам. Ние сме мрзлив како народ, Да.
А бевме, нас ни А треба бевме насока. нај Нас ни треба насока. Дефинитивно, Нас дефинитивно. ме праша за минатото. Во време на Југославија, во Словенија беше горење. Така? Да. Во Хрватска беше Белупо, беше Подравка. Во Србија беше ИМТ, Раковица, брендови, 300 брендови. Ама во Македонија најголем столб беше одледување на живина. Да знаеш? Не сум знаел. Фарма Билимбегово. Тоа е старата фарма кај што се наоѓам ја сега. И другата фарма кај што работиме. Да тоа не кажавме дека освен ова си имаш. Фарма Билимбегово, таму сум под закуп. Фарма Билимбегово беше бренд за бивши Југославија. Грците доаѓале да учат од нив. Сега Грција е овде, Ние сме. Фарма Билимбегово не постои. Вработувала 600-700 луѓе. Значи Фарма Билимбегово извезувала, тоа не извезувала тоа пошто била Југославија, носела јајца до Словенија. Капитализмот го потепа земјоделството. Мораш Се сложу. Мораш да се. Се сложу. Ете Така, гледаш, кажеш така. порано вака беше, сега е така. Така капитализмот и насоката на народот да биде во нехуманите, неубавите работи. Да не спомнам коцкарници и глупости. Глупости, што е И- најактуелно и не знаш- моментално. Значи мораме гласно да почнеме да зборуваме. Коцкањето може би е забава, ама не е место за профит. Тоа го знаеме. Ич неќам да го спомнам тоа, Да. коцкање не Да. ми е нешто при срце. Океј, имаме уште неколку прашања пред крајот на овој прекрасен подкаст кој Повеќе. неќам да заврши, а веќе ми Ќе правиме уште заладува еден. искрено. Ќе правиме обавезно, ќе ни доеш у студио следен пат со... Со Не бе, ама они нема да дојдат. тама да работи. Не дека ми овде лошо, супер е се, баш се чувствувам убаво вака надвор што излеговме со маса, со трпеза, со софра. Како го управуваш мониторингот на продуктивноста на пилињата? Сум запишал едно прашање, на кратко одговори ми, значи имаш некој камерчиња стаено нешто, мониторинг или во Да, живо? се е покриено со камера. Сега да не барам телефонов. Јас и синот. Не, кај мене има задача сите да ги имаат на камерите на телефон. И сите имаат испрашувања во различни периоди кога ќе ми текне мене. Јас сум тој кој што тоа го прави. Дали ти го виде ова или го виде она? Знаеш дека снема струја? Знам. Добре. Не знаеш? Зашо не знаеш? А шо? Само јас? Ме разбираш? Те разбирам. Значи, сите се будни. Јас сум тој кој што ќе знае да и да викне во куќа. Продуктивно без навреда, нели? Али во делот на работата сите мора да бидат свесни, разбрани, ако сакаат напредок. Ако не се знае, секој на свој пат, секој може денеска, шом ќе биде полнолетен, птица е нека оди, нели? И ние сега тука се вразуваме на германското, ама не, он 18 години нека оди. Абе не е така, кај ќе оди? Остане тука со нас да бидеме. Пази, секој, ти си родител, јас сум родител, внуци имам веќе два, Да се здрави и живи. да, дури ми направија голем мерак, снаат и синот, помалиот го крстија на мене. Машала. Пази, во денешно Тони Монтана. денешно време. Скарфейс. Времето е исто, само кога ќе каже некој друго е времето. Слушај, Кирил, кога ќе ми рече некој друго е времето. Не, времето е исто. Сонцето светеше и за дедо, и за Сонцето свети прадедо. еднакво за сите. Да, Поздрав, ац. ама ние си го менуваме. Ама немој синкова, шо бе немој? Абе ке работиш и ги чутиш. Сакаш, ако не чуш шо? Така. Ако не оди, баре го чарето. Никој не се поместил од топлото гнездо. Како и ти што нема се поместиш од балата слама, не? Бога ми, како Кажи ми седиш, дојде, да? ле. А, види, покажи што, на што седиш. Седам на бала, се надевам дека камерата го фаќа тоа. Сламичка, да. Сламичка, Кажи колку ти е баличка. топло, колку ти е убаво. колку ти е Убаво, пријатно. абе све што е природно, све што е така автентично, Мораме да се вратиме на архаично. природата, за да не биде нас. Насмејани, радосни и весели. Онака ќе бидеме тмурни. Тонка, цар си, сериозно ти кажувам, ми ја напуни душава вака да си седиме домакински, да си збориме до сега во нашиот Треба да се работи, брат. подкаст. Не сме, да, сега треба ти изгледа. Јас имам работа сега. Ајде и губете се од овде. Ова време што го поминав овде, ќе го дуплирам таму. Така, После ајде. има работа. На кратко, кои се плановите во иднина на вашата фарма?
Планирате да ја проширите или да ја развивате понатаму како што го правиш досега, или можеби тука застануваш бидејќи имаш овде фарма, Не. таму фарма, кланица, не знам више што имаш. Меѓутоа, Кога имаш реколуција околу тебе, тоа се децата, Добро. нема застанување. Значи планираш да се празно. шириш. Да, секоја година ние овие 4 објекти да се направат, се направија за година и пол. Значи сега чекаме пролет да дојде, зашто овој него не може да се оптегне ако не е 25 степени барем температурата. Значи спремни сме првите сончеви денови, убави, да правиме нови фарми. Застанување нема, се додека потрошувачот не каже доста е. А мислам дека потрошувачот нема да каже доста А е. потрошувачот, кажи ми, тоа ме интересира. Имате нон-стоп пласман, Носто, се е продадено, се е тоа продадено, дадено. дури и веќе и... Да, се е тоа е резервирано. без стресно да кажам. Значи, Тони, ти си милионер, сега вака. Милионер, да, А? милиардер, не, милионер, како беше? Не, види. Тонка, цар. Да се разбереме. Не дека овде има некои големи пари. Али што е битно? Имаме задоволни потрошувачи. Да. Абе душата нека биде Пораниш полна, пари дека македонското тоа. население со квалитетно Парите месо, тоа е доаѓаат најбитно. сами. Парите Парите у гроб доаѓаат нема да ги сами. носиме, Тонка. Значи, така така е. Да си... Значи да се разбереме пред се задоволна фамилија, финансиски кај мене постои она. А работи колку што можеш, а троши колку што ти треба. Сум им рекол на деца, ако ве видам дека трошите повеќе него што треба, аз дисуете што викат нашине, тогаш ќе има, нели, сечење, кастрење и воспитна мерка, нели некоја. Са не знаеме која би одбрале. Па сега. Океј. Одиме со необични прашања. Ова е нешто Ајде. како новитет во втора сезона. Повеќе. Одговарај ми кратко. Бел, црн или шарен петал? Шарено сите да се залетат по него. Опасен си. Омилен специјалитет од пиле. Печено пиле под вршник или под сач. И такво Мој има? специјалитет. Тоа не е босанско нешто? Нема Сач, врска, мач? сачот ја од баба го видов. Добро. Јас на 6-7 години во Босна не бев. Добро. Ја ке баба пораснат под сач, с баниците и печеното Нема боле, месце. нема боле. Нема боле, така нама за 10 дена. Не повеќе. Нема да те одбија. Јас сум во рокови, значи 10 дена договарам иста екипа. Сега не стигнав. многу битно прашање. Сега не стигна. Ајде, За редкаст. ајде. Кој е постар? Јајцето или кокошката? Го докажа сега Бргу, а не го знам, го заборив одговорот. Нормално, за да има јајце треба да има кокошка, за да има кокошка треба да има И јајце. што правиме се? Тоа е сега, едното е постаро. Кој е според тебе? Мислам дека докажа дека јајцето е постаро, затоа што јајцето било снесено и после тоа јајце Од кој го се, снесено? Од кого? од нојот бе човек, чека, застани да ти кажам се, од нојот, од нешто поголемото, од брат му. А нојот како се родил? Од друго јајце. Нема крај муавето. Сериозно го докажа, Океј, сега јајцето го е докажа, постаро. можеби не е точно, не знам. Да. Печено пиле или печено прасе? Заедно. Пилето Пилешко и прасешко се меша? И како нешто збори, кога испече заедно пилешко и прасечко. Не знам, мислам. Следниот пат истото ќе го правиме. Не, вајди се. Ставаш свинско ребро во круг, така парче големо, видено за 10 дена. Свинско ребро и внатре ставаш обескостени пилешки батаци. Свинското пушта на пилешкото, брат. Уау. Океј, одиме. Омилен пејач на кокошките. Син ми, Дамјан Димевски. Може ќе оди. Знаете како, Кирил, кај го вие прашања жити, Види кој да сум знаел, бе. Еве 100 евра. Фала. Ој, Кај вие прашања жити, мајка. Слушај, само имаме една убава реченица, македонска. Ако сакате гласот да ви звони, јадете пиле од фармата на Тони. Затоа ние задиме пејач у куќа. Бога ми. Мада се нервирам кога киде по тие негови настапи, имам јас потреба од работа, вика тато, јас морам проба, морам свадба, морам мекици, морам ова, али ќе ти земам една секунда за тоа. Не ме радува што моите роднини, пријатели направија мекици, веридби, ова, она, не го повика малиот. Тие што го повика, капу им симно, тие што не го повика, дамка ми оставија. Слушајте роднини и пријатели. Да. Како не ви е срам. Мораме да се поддржиме. Така. Ако ние не го поддржиме, даме ке замине за Германија или не знам каде.
Зима или лето? Есен. Добар си. Одиме трактор или Ауди? Трактор, брат, не прашај. Тракторот Абе не прашај така, не зафркавај се трактора Ауди. Трактор кој? Извини, во времето на корона. Јас бев број еден дечко во Скопје. Со тракторот се шетав. Сварно? Нели ви имавте забрана да со колите се шетате? Ја тракторот, брат, кој може ми каже нешто? Механизација, работам земјоделие. Плуговите закачени, јас се шетав низ населба, низ села одека. Сериозно провери го тоа дека имавме специјални дозволи нели за движење. Значи јас короната не ја видов Океј, кафана или диско? на фарма. На фарма. Мама меси, тато носи или тато меси, мама носи? Сите мора да работат. така Нема тате е, мама, нема така, тате нема мама. Океј, Маце од филмската индустрија. Ајде. Гладиатор или Брейвхарт? Брейхарт, гладиатор не. Вилијам Волис, си го сакаш. Добро, омилен спорт? Трчање. 18.000 чекори Копање. секој ден. Копање 18.000 чекори. Орање ниво. Не, брзо одење. Извини, брзо одење. Јас правам некаде, нели, ми монтира децава на телефонов, колку чекори правам дневно. Од 14 до 18.000. Викам, деца, гасете тоа. Нема ме лимитирате вие мене колку јас сум она, гази и оди, така. Добро. Тонка да си ми здрав и жив. Еве ти еден мал поклон Оу, од Redcast. благодарам. Поздрав до Марче кој што ни ги штампа овие прекрасни чаши и овие торбички. Мораме да видиме чашата. нели? Мора да ја Мораме видиме, чашата. покажи ја чашата ти. Мораме да видиме чашата. Сега не земавме повеќе, гледам дека тука за работниците, за сите следен пат Ке си кога ќе донесе нешто следен пат. донесеме. Да, ете. Убави. Благодарам на Redcast. Ке си пием убаво чајче, јас сабале станувам со чајче. Кафето не го обичам. Едно на ден и доволно. Вака сега. Повели. Пред да одјавиме емисијата, што ќе им порачаш на гледачите и пред се на младата популација која што ете утре можеби ќе посака да се занимава со еден ваков бизнис, би го нарекол. Така да бизнисова, така. Така. Дали имаш некоја посебна порака, нешто да им кажеш, нешто да ги привлечеш или едноставно да не знам, да им речеш дечки не се занимавајте со ова, не е за вас, не знам, кажи, тешко е, знам, меѓутоа мислам дека ова е таква една општествено одговорна работа професија, и професија која што дава пуно срце. Не мора тоа. Порака за гледачите. Што ќе Порака до порачаш? гледачите би сакал да имаме што повеќе производители на домашна, некако Добро, билето, листопад на на доле. домашна македонска храна. Би сакал да сите тие луѓе кои што сакаат овој бизнис да го работат, да дојдат кај мене, искрено ќе бидат советувани, искрено ќе им биде помогнато во овој дел, мада ова е тежок бизнис, сериозно, бара многу внимание, многу луѓе. Пред се убаво го спомнавме, нели, без фамилијата не бива. Сакал да им порачал да јадат македонско, се што е македонско да го јадат, и пиперот, и патличанот, и месото, и тиквите, и дај Боже Македонија да произведе и автомобили па да возиме јас и ти, па макар и да го буткаме, шо? Што има веќе? Што има веќе? Важно да сме во македонско. Јас сум инаку голем патриот во делот на купување на производи. Гледам локално и нека не е добро. И нека е поскапа, сум го дал на свој, сум задржал барем 3 деца да не ја заминат границата према Прешево и понатаму во белиот свет. Не дека е лош тој свет, ама нашиот е најубав. Тоа беше се, драги гледачи, се надевам дека уживавте во овој прекрасен екстериерен подкаст каде што со мојот пријател, соговорник Тони Димевски зборувавме се околу живинарството, околу земјоделството и за се она како треба и што треба да се направи за да имате еден успешен фамилиарен бизнис. Се надевам дека уживавте во нашиот подкаст, а за крај ќе се одјавам со една песна од Џорџе Балашевиќ, песна за петелот. За петелот, се надевам да. дека ја Имал знаеш. сум страстног петла. Така е, сега Био ќе е прави освирим. джао. Само да го кажам Ево го, ова. ево тоа. Еве го петелот Ево го Рики што ме петелот, Рики, испокака ова за тука Рики. на сите. Ова е за... Ај са еднашка тебе голема работа. Не се жали. Само Тони на секоја емисија која одјавувам кажувам по еден цитат Ајде. и сега да видам како ќе го сватиш ти ова. Вика вака: гладна кокошка, Просо. Сону. Сонува. галена кокошка, мирно Мирно спие. спие. А не галена кокошка, Тони
го посакува. Ти Добар благодарам, ви ден браво. и се Браво. гледаме во наредниот подкаст, се одјавуваме со Ѓорđe Балашевиќ. Иде вака. La 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 ra 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 ra. Имал сам страшна петла, био е Прави џаво. прави đavo na kiši i na vetri. Увек е стајал. Dajo pravo po selu perje leti, diže se strašna graja, u našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petla, bio je pravi ludak, koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak, a koke čudne ptice, uvek im sunce puca, srce puca, za nekim grubijanom koji dobro kljuca. Za njega nisu bile samo koke slatke, ne taj je skakao i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Ma princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan, po danu nešto dremljiv, al noć uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog da su, zbog tog sam petla i ja bio na dobrom glasu. Za njega nisu bile samo koke slatke, ne taj je skakao i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Ma princip je isti, sve su ostalo nijanse. Leka vinok Makedonija! Рики, чекај, Рики ќе пее.